Утринско еспресо на 98,1 FM. Добре дојдовте, почитувани слушатели, во уште едно издание на најгледаното утринско политичко шоу. Јас сум Љупчо Златев, ово утро заедно со мене е Драган Милосављевиќ. Добро утро, Златев, добро утро на сите почитувани слушатели, гледачи, љубители, пријатели, можеби и не толку пријатели, кои како се доживува ова прекрасна вака атмосфера на полумагла, полукал, полудошт. Во класично зимско Скопје следете на 98,1 FM. Поставете го во вашите радиоприемници, во вашите автомобили, иако некој чува радио дома, иако не верувам во таа работа. Следете не на YouTube, стиснете subscribe, читајте lider.mk. Следете не секој утро, затоа што кај нас ги добивате најобјективните анализи. Ние не сме медиум кој фаворизира било кого, ние сме медиум кој го фаворизира здравиот разум. Убаво кажано, инаку околу радиото навистина ми текна. Ја не се сеќавам, не сум видел радио надвор од автомобил, Господ знае од кога. Тоа е проблем. Да, син ми од 10 години, например, не може да представи дека пред 30 години се вклучувало радио дома, се местело антена, транзистор. Знаеш, Драган, јас имам исто дисконтинуитет. Последен пат со дедовците, едниот имаше едно големо вака радио, много интересно, старинско, другиот имаше малку помало, сеќавам на двете, и слушаа вести на македонско радио. И тоа до ден денес се најдобрите вести кои може да ги слушате. Овдека чом ми го најдобрите вести кои може да ги слушате, таму се инспирирав, нели? Имам еден дисконтинуитет со радио. После пред неколку години, кога за прв пат си купив паметен звучник, се вратив повторно во магијата на слушање радио. Имам неколку светски радиостаници без кои не можам да го поминам денот. Не можам да го поминам денот без Тайм, да го почнам денот без Таймс радио, кој го слушам дома и во автомобилот потоа, кој е говорно радио од Лондон, каде што буквално секој утро се информирам за сите светски настани. Не можам без да слушам Jazz FM 91 од Канада. Не можам без да слушам Абсолют радио, да се инспирирам за музика која потоа би одела на Радио Лидер. Така што некако во последните неколку години, откако почнав да работам радио, но и претходно мене животот ми стана радио и сметам дека радиото е најмагичен медиум и дека благодарение на подкастерството, сите вие може да не гледате и на подкаст, радиото станува медиум на иденината. Да, просто неверојатно, видео Kill the Radio, Стар беше песна пред скоро 40 години или 40 сигурно. Меѓутоа радиото се враќа и тоа е супер. Јас немам такви навики затоа што не станувам рано наутро. Се враќа во една малку поинаква форма, би рекол. Не е да се разбира. Како што го знаеме, нели некогаш, но оваа форма мене па уште повеќе ми се допаѓа. Јас морам да кажам дека само Радио Лидер слушам. Ова не е никаква фалирање некој, туку едноставно наместено ми е во автомобилот Радио Лидер. Слушам добра музика и се случува да налетам на емисиите поплат необично. Репризата на овие од што дадат наутро. И така ќе си слушам едно пола час во автомобилот и некако фино ми доаѓа. Одиме на главното месо за ова утро, да доручкуваме мрсно. Ке се омрсиме со Доналд Трамп и неговите најнови политики. Председателот Доналд Трамп беше инаугуриран во понеделникот, така беше, да. Сега е веќе четврток, 3 дена како е председател на Соединетите Американски држави и 3 дена сати светот може да го гледаат на гротескно шоу кое се случува таму и 3 дена можеме да паќаме сега. Знаеш што ми се допаѓа сега, искрено ти кажам право, кај тебе остануваш конзистентен. Пред изборите го хейташе целосно Трамп, беше за Камала Харис, што мене не ми беше баш нешто по мерак, искрено госпожа. Меѓутоа си остануваш на ово. Еве сега кога батото е тука интерен израз, откако батото 3 дена е председател, подпишува укази, извршни наредби, прави пусти, затвара граници, менува имиња
на заливи, прави 300 работи, ти остануваш на ова критичко, максимално критичко расположение кон него. И што те прави од една страна, знаеш како? Во моментов отворено го хейтат, тврди левичари, не здрави левичари, не од левица. Не македонска левица. Зборам за тврди левичари, зборам за Сорос екипици и ти. Па добро да ја го хейтам од една сосем друга политика, тоа е политиката дека не може во светот да се води политика врз база на реално шоу. Политиката не е реално шоу. Политиката е нешто многу подлабоко и ама навистина ли мислиш дека е реално шоу? Јас сум убеден дека позади Трамп стои многу сериозна екипа. Еве сега што продуцираше сериозната екипа. Може да почнеме да отвориме. Ајде. Знаеме, нели, дека од 24 февруари 2022 година уште за месец дена тоа ќе бидат 3 години се одвива еден крвав конфликт на инвазија на Русија кон Украина. Доналд Трамп рече дека ќе го реши овој проблем од day 1, односно од првиот ден, а веќе ни day 3 не само што не е туку во Русија не се лажеме се подсмеваат со начинот на кој што тој сака да го реши проблемот. Имено што се случи вчера, Доналд Трамп имаше еден пост на социјалните мрежи, замисли ваков сериозен воен конфликт да го решиш преку пост на социјалните мрежи. 3 години десетици, стотици еди луѓе сигурно загинаа таму. Украина се исели, ужаси се случуваат. Нели, гледаме една човечка трагедија и сега ќе го решиме ние ова со постои на социјалните мрежи. Еве што напиша Трамп. Не сакам да ја повредам Русија. Го сакам рускиот народ и имав одлични релации со председателот Путин. И покрај тоа што радикалната левица сака да постојано прави Русија, хоук се измама, така. Да. Демек прави околу ова прашање на лоша атмосфера. Ние никогаш не може да заборавиме дека Русија ни помогна да ја победиме Втората светска војна, губејќи речиси 60 милиони животи во процесот. Гъси извадено, извини вака. 60 милиони, 60 да. Не е точно. Русела војна има 20. Па официјално, не. Во Втора светска војна се убиени околу 50 милиони луѓе вкупно, а СССР 27 официјално. Да, сега ова ама каде 60 милиони од кај ги извадил стварно не ми јасно. Помножено, ги помножил со 3. Добро. Да, прво факт-чекингот, елементарниот факт-чекинг на бројката е погрешен, добро. All of that being said, вика се што е кажано, се ова што го говорам затоа што руската економија пропаѓа и ќе му направам голема услуга на председателот Путин. Сега да видиме што е услугата. Со војната ќе биде уште полошо. Доколку не направите договор и доколку наскоро не направите договор, немам друг избор туку да ви поставам големи нивоа на даноци, тарифи, односно царини и санкции за се што е продадено од Русија до Соединетите Американски држави и останатите веројатно мислички на западните земји. Хајде да ја завршиме оваа војна која никогаш немаше да почне доколку јас бев председател. Да, можеме да го направиме ова вели на крај на еден лесен начин и може да го направиме ова на еден тежок начин. Драган? Прво, историските грешки се, ајде. Ќе му ги простиме, чудно. Друго, искрено, во Втората светска војна нас барем не учија дека
не и помогна Русија на Америка, туку повеќе Америка и помогна на Русија, со оглед на тоа колку русите дадоа жртви кој влезе во Берлин, но да ги оставиме тие работи на страна. Моментот со заканата со санкции, нови санкции, мене ми делува помалку излитено затоа што Русија е под најтешките санкции во историја. Преку 20.000 санкции. Ако може малку факти да ви кажам. Ово утро на Times радио, кој го спомнав претходно, гостин беше пратеник од Русија, Евгени Попов, добре, од партијата на Путин, единствена Русија, и човекот буквално се изнасмеа на заканиве на Трамп. Санкции ки ни дајате? Вели, не. Прво, ги праша водителите, го прашуваат се, како вика сега вие со ова закана на Трамп со нови тарифи, санкции, така натаму, и вели, знаете ли вика колкава е во моментов трговската размена помеѓу САД и Русија? И ве прашуваат колкава. Па вика нешто малку над 300 милиарди долари. Сега, за споредба, трговската размена на Русија со Македонија и на Америка со Македонија е поголема од тоа што тргуваат меѓу себе. Тука негде е. Ме разбира, значи една парче земја од 2 милиони жители. Значи вика луѓе не постои трговска размена помеѓу нас и не постои начин вика вие нас да ни се заканите со ова. Мислам дека Русија во моментов и продава на Америка само некои ретки метали и ураниум, нели? И отприлика на тоа се сведува се. Се друго е замрзнато, санкциите се толку големи што русите ако преживеат до сега сигурно ќе викаат SWIFT си исклучени русите. И сега што повеќе ти можеш да им воведеш нив санкции и да веруваш дека со тие санкции можеш да го решиш проблемот. Мене ми е ова лудо. Јас не сум за директно соочување нели на Трамп, на западниот свет директна војна со Русија, но потребно е да и се покаже на Русија каде е местото. Ова што го прави Трамп, не само што не и покажува на Русија каде е местото, туку го прави смешен во очите на оние неодлучни, во очите на оние кои не знаат каде да фатат и така натаму. Мислиш дека Сергеј Лавров оро игра после овие изјави? Вика супер, овие ќе се задоволат само со тоа до сега. Може и така да се гледа. Мене искрено ми е повеќе порака до Зеленски, затоа што украинскиот председател очекува, можеби се уште очекува. По-робусна. Имаш ти велат дека не знаеш историја, вели. Американците се бореа со Јапонија, СССР на Јапонија и објави војна во август 45-та. Не ми е јасно, види како. Што е тука не е јасно. Па не демек не значи, било во точно Втората светска војна. Сега ајде кога морам да се вратиме бидејќи не знам историја, иако дипломирав со просек 9, баш на историја случајно. И сметам за прилично информиран. Во Втората светска војна најголемиот товар во Европа го носеше несомнено Русија, која што задржуваше 80% од силите на Вермахтот и сите нивни сојузници. 80%. Америка се вклучи реално во војната, не дека претходно не помагаше, меѓутоа реално после денот Д, значи тоа е во јуни 44 година. На другиот фронт, на Тихиот океан, апсолутно се разбира дека Америка се бореше со Јапонија и ја доби, но ќе се согласиме дека германската армија беше клучна да се победи, Јапонија сепак беше само сојузник. Драган, ако седнеме во историски толкувања, ние сепак сме од Балканот, ние може овде да извадиме на крај теза дека Австралија ја добила војна. Да. Значи, ние сме од Балканот. Да се разбереме така што одбивам да влеземе. У секој случај чуден коментар. Одбивам да влеземе во таа полемика. За точакот на најчест. На крај ќе го кажем нашиот во однос на тоа прашање. Јас вчера го изнесов јавно. Драган, да се вратиме на ова. Значи, Доналд Трамп покажува голема неинвентивност. Спротивно на нашите очекувања. Ама ово истиот овој Наум Томалевски сега ми тегна извини. Тој што историска фигура. Овој што се повикува на типот што паѓал на средновековни витези. Драган, не знам како да ти објаснам дека не можеш да полемизираш со средновековен витез. Да. Извини, витезу не разбираш. Да, не можеш да полемизираш, жал ми е.
и не можеш да ја добиеш полемиката затоа што од средновековието до сега многу знаење е собрано. Нели во средновековните витезови што би рекол Витезови, да. Што би рекол Мирољуб Петрович. Да, се вратиме на ова. Да се вратиме на тоа. Санкциите сигурно. Евгени Попов, пратеникот кој го цитирав пред малку, се случи пред 15 минути, рече: ние сме подготвени да седнеме на преговарачка маса и нашите линии се јасни. Украина не смее да влезе никогаш во НАТО и тоа е тоа. И територијата која ја имаме ние согласно уставот на Русија мора да остане таа. И тука му одговори: ама знаете, нели постои меѓународен поредок, во тој меѓународен поредок Украина така е. Така е дефинирана со тие граници, меѓутоа меѓународниот поредок се крши, тоа е проблем. Го менувате меѓународниот поредок и на тоа имаш еден брилјантен, секојаш руската страна ќе има еден брилјантен одговор. А тоа е, знаете, и Светската здравствена организација дел од меѓународниот поредок, па сад се откажувате. И знаете, таа недоследност која ја носи со себе Трамп, се враќа на Косово, на територијалните. Но недоследноста која сега ја прави Доналд Трамп ги влошува работите. Сега имаме тука и една друга позиција. Сите оние русофили, ги нарекол, нека ми простат, но навистина секој оној кој има позиција против територијалниот интегритет на Украина и против слободата на украинскиот народ, за мене е русофил и ништо друго. Оние русофили се надеваа дека сега ќе дојде Доналд Трамп и веднаш Русија ќе има подобри позиции. Излегува обратно. Не. Русија има полоши позиции. Апсолутно. Значи Трамп е американски националист. Трамп се интересира за американските интереси и така треба да биде. Тоа што може би во некои моменти неговата политика би соодветствувала со интересите на Русија теоретски само е една работа. Меѓутоа во Москва се прилично свесни за сето ова. Јас го читав и Патрушев, го читав и Медведев, ако сакате, тие јасно велат, и Песков: ние не очекуваме никаква промена на американската политика во однос на Русија на подобро. И тука мислам дека е јасно во Русија што мислат околу целата работа. Путин е свесен, иако нуди разговор со Трамп, односно вели дека е расположен за разговори мировни. Мислам дека сето тоа е обична игра и дека во целата работа сепак најголема жртва ќе остане Украина. Зеленски се надева вчера во Давос, без дали пратеше, вчера во Давос побара 200.000 мировници, или завчера, кои што би дошле пред се од Англија и од Франција. Меѓутоа и кажу уште една работа: за да се бориш со Русија, вели, константно да одржуваш рамнотежата на фронтот кој што сега се крши, потребни ти се 1 милион војници. Украина веќе нема пари да одржува 1 милион војници и Европа, ако верува во своите вредности, треба да ги плаќа овие 1 милион војници кои што постојано би се менувале на фронтот. Ова е за мене показ на состојба во која што Зеленски се наоѓа, која е близко до очеј. Затоа што се надеваше на поинаков пристап, може би од Трамп, со по-директно вклучување во целата работа на украинска страна, меѓутоа се чини дека Трамп ќе биде задоволен со тоа што ќе прети, ќе се заканува, а тоа нема да значи ништо реално. Драган, со санкции, како беше она, со клечка не плашиш мечка, за како ти кажам. Во секој случај, Украина мора да обстои. Зошто го тврдам ова? А мора да обстои е како идеја окей. Значи, меѓутоа праксата може да биде неумолива. И Украина руши многу стереотипи во изминатиот период. Украина го сруши митот за мокната руска воена мечка, која 3 години се таму, бори на линија која што е повеќе или помалку истата, да. 18% од Украина так има освоени за 3 години. Знаете како кога почна војната, кога гледавме ние дури на запад на медиумите, јас војната не ја гледав
на Russia Today не ја забранија тогаш. Ја гледав на како Што се е вика? посебно прашање. Ја гледав на Deutsche Welle, ја гледав на BBC, ја гледав на CNN. Да, јасно беше. Предпоставките беа Недело две. дека многу брзо Путин ќе напредува и многу брзо ќе падне Одеса, многу брзо ќе падне дури и Киев. Путин и покажа аспирации да го заземе Киев на почетокот со оние десанти и така натаму, но Украина брзо се реструктурираше и Украина брзо обезбеди една цврста линија на фронтот која помалку или повеќе трае до ден денес. Чисто од воен аспект, како се преигра Путин веројатно е прашање за од $1,000,000. Именно тој го започна конфликтот со 200,000 војници. 200,000 војници влегоа на украинска територија и во околината, сметајќи дека во Украина ќе се случи слом на армијата. Тоа беше еден блицкриг. Зошто Русија би отстапила од нешто врска со Украина кога на сите полиња секој ден на фронтот победува Перо. Перо работава дека не победува 18% од територијата. Нема мрднато. Победува у едно село, у друго село, пак го враќаат, пак го зимаат. Украина успеа да реорганизира и мобилизира армијата и многу брзо да наметне војна во која што таа ќе има поголеми бројки од русите. Значи, русите во ниеден момент немаа повеќе војници од украинците на фронтот. А основното правило е дека кога напаѓаш ти мора да имаш човечка предност врз оној кој што го напаѓаш. И тоа не се случи, и тоа ми е сега на мене една голема тајна што тоа точно мисле русите. Во овој момент, според тврдењето на Зеленски, русите имаат околу 600,000 војници на фронтот, со стравична бројка, меѓутоа по Украина има околу 1 милион. Од тие 1 милион се разбира не се на фронтот сите, има позадински единици, има овие што се поврзани со авиација, со и така натаму. Меѓутоа повторно околу 800,000 луѓе се на фронтот постојано. Што значи Русија повторно нема предност во бројки. Русија има предност во вооружување и тоа е факт. Надмок има на небото, со авиони се разбира, иако со дрновите се тука некаде ми се чини. И многу учинковито британците им помогнаа на украинците во Црното море да ја отстрана црноморската флота на Русија. Ти гледаш црноморската флота, ако се сеќаваш пред 3 години, се појави пред бреговите на Одеса, меѓутоа во страф од оние поморски дронови, ракети и така натаму се повлече длабоко. Така што се префрли на позициона војна на истоштување, која што на Русија во принципи одговара затоа што Русија има повеќе резерви. Тоа е реалноста. Русија може да си дозволи многу долго да трае војната, а Украина прашање до кога Украина не може ништо да си дозволи, но со помош од Западот може. Која нели Трамп ќе стопираше, ќе сопреше, сега иде сосем обратно. Да. Подпиша акт во кој се стопираат оние надворешни вложувања на USAID, на таквите агенции, но не се стопира помошта за Украина. Сега тука околу тоа морам да ти кажам нешто. Трамп даваш изјави од типот: Зеленски е најголемиот трговец на светот. Зеленски е најголемиот и само дава пари. Да. Ке дојде вели во Америка, ке каже нешто и ние шлап 60 милиарди, шлап 30 милиарди. Вако вели нема на светот. Значи му се подсмеваше и велеше ќе го запре тоа. И сега интересно е дека на истиот тој најдобар трговец во светот, тој ќе му дава пари. Ама тоа е реалното шоу за кое јас зборувам. Тука конзистентност не е нула. Ако сме реални, конзистентност не. Тоа е реалното шоу за кое јас зборувам. Еве сега ќе кажам. Од 1 февруари најавени се. Тоа е за колку дена од сега? За 7 дена. 23, 1, 2, за 7-8 дена. 3, 4, 5, 6, 7, 8 за 9 дена. За 9 дена ќе бидат воведени царини за Мексико и Канада. Да. Кои ќе бидат а потоа се очекува во еден среден рок да се воведат и царини тарифи ги нарекуваат. Тие сега и ние ќе почнеме тарифи да ги викаме за Европската унија. Но Драган, еве, со Мексико, дали сте свесни дека со воведувањето на царини големи вакви, какви што односно со поништувањето на нафта која после оние преименуваше па пак и така натаму, Доналд Трамп ќе наштети на македонската економија. Сега викаш како бе ти со Мексико ќе наштети за македонската економија, знаеш како? Дел од автомобилската индустрија која функционира во Македонија
автомобили, компонентите за автомобили кои што се прават од тука со брод одат за Мексико. Во Мексико се склопуваат автомобилите кои потоа се извезуваат во Соединетите Американски држави. И сега го гледаш supply chain-от, ланецот на снабдување. Така е. Кога ќе падне бизнисот на тие кои од Мексико произведуваат во Мексико и продаваат во Америка, тие од Мексико, германски компании кои се во Мексико, нема да можат, нели, да работат таму, поради висината на царините, нема да имаат конкурентна цена. Самото тоа ќе да повлече и нас во овој ланец. И ти овде ќе изгубиш 2000, 3000, 1000, небитно колку работни места. Да. Тоа е главниот проблем. Значи, економијата е многу ланчена работа. И овие работи, ударот на слободната трговија на Доналд Трамп, кој сака да го направи, ќе создадат една лоша економска клима за сите, вклучително и за Соединетите Американски држави, затоа што па тие не сваќаат дека благодарение на дефицитот кој го имаат, со самото тоа што доларот е број 1 светска валута, тие вшмукуваат од светското БДП во себе, затоа што го контролираат доларот. Да. Но тоа не го сваќаат. Сега кога нели не го сваќаат, не знам ли не сваќаат. Не, го сваќа, Трамп не го сваќа. Големите економисти во Америка сите се смеат на воведување на тарифи во 21. век, да се разбереме. Во ера на слободна трговија, каде што ти буквално тебе ти е достапна секоја технологија благодарение на СЕО. И сега кога ЕУ, сега, например, вие купувате iPhone, да речеме. Вие сте инфлуенсерка од Скопје, имате вложено во ботокс и филери и за вашата работа е неопходно да имате еден iPhone. Кога Трамп ќе воведе царини на Европа и Европа ќе воведе царини на САД, неминовно ќе врати, да. Секогаш има таков реципроцитет, вашиот iPhone ќе биде за 20% поскап. Па вие ќе идете после, треба на спонзорот поскапо да му наплати. Значи... Да. Ме разбираш. Па тешко на спонзорот. За 20% и спонзорот ќе биде осиромашен. Подгответе го спонзорот, речете му така стојат работите. И спонзорот наместо да има тука една ланчена економска поврзаност, нели, на политиките на Доналд Трамп со македонските инфлуенсерки. Каква комбинација направи, не ми се верува. Еве ја пример ви дадов. Не, ова е еден бизарен пример кој говори за големината на проблемите кои може да ги создаде Доналд Трамп со неговите луди политички и економски политики, со повлекувањето од Светската здравствена организација. Пази, во Македонија будали се радуваат дека Америка ќе се повлекува од Светска здравствена организација. Луѓе, да не е СЗО. Еве, некој си Перо Ангелов вели: леле Златев, сега Трамп бизнисмен во душа, Елон Маск, Безос не знаат, ти знаеш. Добро, патото. Демек не знаат Безос и Трамп, ама ти знаеш како треба. Они знаат многу добро, но поентата што е? Ниту Елон Маск, ниту Джеф Безос, ниту Доналд Трамп не сакаат обичниот народ во Соединетите Американски држави и обичниот народ во светот да живее добро. Они сакаат нивните пари да си ги изголемат. И тоа е суштината, која вие не ја разбирате, почитувани слушатели. Суштината е дека претходниот мандат на Доналд Трамп заврши со зголемени трошоци и даноци за сиромашните и намалени даноци на богатите. Заврши со зголемена социјална разлика, односно богатите станаа побогати, а сиромашните станаа посиромашни. Тоа беше основата на економската на Трампономикс, односно на економската политика на Доналд Трамп во неговиот прв мандат. И тоа ќе продолжи сега. Дали Старгейт у тој правец? Сиромашните држави ќе бидат посиромашни, богатите држави ќе бидат посиромашни. Дали Старгейт у тој правец? Овој проект за вештачка интелигенција? 500 милиарди долари најавува дека ќе чисти. Значи, види, и во него треба да влезат повторно овие ликови што се мотат околу него. Сите, но веќе почна кавгата. Сега како да го? Илон Маск вели, ја бомбардираше буквално вчера идејата за стар, како се вика? Старгейт. За Старгейт, да. Вели, кратко откако Доналд Трамп ја најави новата масивна AI инфраструктурна инвестиција од Белата куќа, First Buddy, нели имаш First Lady, тоа е како се вика,
Меланија Трамп и првиот другар, тоа е Елон Маск, во моментов таа му е титулата, се обиде да ја торпедира идејата, вели тие всушност ги немаат парите, напиша на Твитер, помалку од 10 милиарди се обезбедени, а се потребни 500. да, така што тука една работа мене ме заинтригира, знаеш како? Факт е дека успеа овие високотехнолошки милиардери да ги собере со себе и Безос и Маск, еве и овој Цукерберг, Закерберг, некако во последен момент се мушна на таа страна и некои други ликови. И се знаеш како луѓе си викаат, предпоставам обичен американец кога ги гледа тие премоќни, пребогати луѓе си вика, знаеш, они се со него точно знаат што прават, тој се најуспешните луѓе во светот. Тоа не е така. И овие луѓе ќе помогнат да се развие економијата. Во суштина, тие луѓе сакаат подобро за нивните компании. Некој ќе че колку, за нивните... па не знаат што да прават со пари. Па добро, заради не... вас му треба повеќе пари. Ама ние размислуваме човечки, не како тие луѓе, да. Значи, вие од позиција на радиоводител, новинар, техничар, вработен у сендвичара, вработен у Тинекс. Што понатамо? Колку сакаш да имаш? Но знаеш ли зошто ние не сме милиардери? Затоа што го немаме тоа, да. Затоа што не сме асоцијални, социопати, не сме значи тоа е птица грабливица апсолутно, тоа ќе оди до крај. Тоа ќе зема додека може, додека мрда. 700 милиарди проценета вредност има Илон Маск. 700 милиарди тие да ги собереш Турција, колку милиони луѓе живеат, Полска, Турција и Полска да ги собереш заедно, БДП цела година толку пари се вртат во нив. Колку што ово е еден човек. А пази, не прави никој вау продукт што цел свет го неопходен, не е неопходна теза. Не е најброј еден продавач во Америка, не е број еден. Меѓутоа, на автомобили, да. Меѓутоа секогаш ќе она чувство, па и кај нас е во Европа. И исто е ова Starlink, знаете што е Stargate? Добро. Тоа е начин како сега да ги собереш таму и да ги натераш после банкарите да ги донесат останатокот од парите, затоа што тие де факто нема да сакаат на почеток тоа да го направат. Кој овие неколку богаташи? Не зборувам за банкарите. А банкарите. Зошто? Затоа што банкарскиот систем не може да биде 100% од банкарскиот систем да биде од технологија насочен. Така има други витални бизниси. Тоа е диференциран апсолутно, да. Мора да се диференцира. Сега работа е што е можно поголем дел од портфолиото да заврши тамо, за овие после да може да живеат како богови. Со проекти кои се веќе развиени. Значи, вештачка интелигенција, Google, Quantum Computing, веќе ги направи. Простор тоа допрво да се развива. Да, ама ќе се развива, но што е поентата? Зошто бе државна интервенција во развивање? Што претходно Microsoft државата го разви? Во Америка е тоа чудно. Тие никогаш не признавале државна интервенција. Кај ни приватниот... Како не признаваат? Не, приватната иницијатива во Америка е се. Ама чекај се, која е приватната иницијатива на SpaceX на Илон Маск, каде што инвеститор е НАСА? Он е спин-оф на НАСА. Он е, значи, директно платен од НАСА. Ево, не сум го знал. Со години. Илон Маск е еден од како да ти кажам, фаворизираните и во демократски естаблишменти од страна на државата. Оние субвенции за електрични возила. Сега пази, Илон Маск милиарди натрпа пари, даночни ослободувања, како се вика, субвенции, така натаму, затоа што произведува еколошки автомобили и сега вика, знаете, не постојат климатски промени, тоа е лага. Измислица е. А пази, се збогати од агендата за климатски промени, која впрочем не е измислена и не е научно недокажана, туку е сериозен проблем. Вие сите кои живеете у Скопје и кои го дишите овој ужасен воздух, сте жртви токму на таа нехумана верзија на индустриализацијата и нееколошките автомобили и така натаму. И нееколошки. И тоа он вика нема, а претходно милиарди во даночни ослободување и така натаму, благодарение на таа агенда. Не знаев оваа информација искрено. Ниту дека НАСА го помага. Јас сум ја прочитал автобиографијата на Илон Маск. Илон Маск е state sponsored проект цело време. И сега наеднаш тој благодарение на тоа што елитите, односно државата, секогаш сакала некакви агенди да наметни. Тоа е окей. Не е проблем. Ама не можеш ти да ми бидеш мене моралната вертикала. Како да ти објаснам? Моралната вертикала, ти викаш нема климатски промени? Тоа е лага, односно не да не рекол, туку он го поддржува човекот кој вика дека нема.
И сега Трамп вика, знаете како, ова се електрични возила, ова више не важи. Сега купувате какви сакајте возила. Да, а тоа Drill, се baby, потрошени drill ќе прави. милиарди прошол воз. Тука еден познат неуспешен диџеј, а успешен новинар би рекол штурец, отидоа парите. Да, Сега знаеш, drill, baby, drill. сега пак ќе се враќаме на drill, baby, drill и ќе ја напуштаме што, пак ќе кажам, таа агенда не е погрешна. Прочитајте, видете, истражете, престанете да размислувате едносмерно, престанете да мислите дека, знаеш како, ти им објаснуваш на луѓе, сега, ало, ќе има во оваа администрација на Трамп антиваксер. Па добро, ма сега ако ќе видиш дека Бајден го помилува Фаучи, кој што уште и нема добиено обвинение, Ма не, он знам што да мислам го искрено. помилува од предистрожност, но чекај, Драган, Не знам што да мислам. чекај само искрено. вака. Полио се враќа, благодарение на тие антиваксерски глупости. Болести истребени, морбилини се враќаат во Македонија, благодарение на тие антиваксерски глупости. И јас постојано налетувам на луѓе кои ми викаат не трујат со ова, не трујат со хлорот, не трујат со вакцините и така натаму. Да, јас сум за свест дека треба се да се проверува, истражува и така натаму. Ама луѓе мои, во последните 100 години, благодарение на овие иновации, животниот век е дуплира. Апсолутно. Ако вашиот во времето на не е вашиот толку црно-бело. прадедо, Златев, ама не е животното толку очекувано црно-бело. ни е било 45-50 години, Да, сега е сега ви 70. очекувате минимум 70 да живеете Ама во не е толку се Македонија. црно-бело, затоа што да, вакцините страшно многу ја го продолжија животниот век и се нешто совршено. Овдека стануваше збор за вакцини кои што беа недоволно истражени, кои што имаа во себе елементи кои што можат да предизвикуваат други болести и така натаму, и луѓето имаат оправдано сомнение. Значи не се работи овде антиваксерство по дефиниција. Антиваксерство кое што се однесуваше на вакцините МР, како се вика, на Pfizer, за ковидот. Сега да не правиме од тоа дека некој е против не знам пеницилинска вакцина. Златев, дали си ти против кейнзијанска политика како економист? Не само што сум против, јас сум за, но кейнзијанската политика треба да се развива во секторите кои се од витална важност за граѓанството. Тоа е здравство, школство, образование, нели го спомнав, социјални сервиси развиени добри, храна и така натаму. Не можеш да веруваш дека ќе, како се вика, дека ќе се иновацијата е слобода. Вие иновирајте, правите, па кога ќе стане тоа витално ќе разговараме. И ние си имаме Питер сето за тоа. Значи, Лопови да работат. па многу се дружиш со мицковисти, иако ценам дека пробат да објасниш дека со Камала Кени одговара повеќе на нас, не на американците, ама на нас. Да, апсолутно, тоа ми беше идејата дека нас ќе ни одговара Камала Харис. Трамп економски не одговара на никој надвор од Америка. А не одговара ни на најголем дел од американскиот народ, ама тоа е проблем на американскиот народ, они го гласат. Трамп одговара на една олигархија и точка. Трамп одговара на оние могули кои седеа таму. .com. И тоа е тоа. Тоа е. Тие се луѓето кои ќе излезат после овие 4 години, кои ќе бидат последни. Нели за Доналд Трамп нема право повеќе да биде. Председател, тие ќе бидат оние кои после овие 4 години ќе бидат побогати. Прв пат ќе надминат 1000 милиарди веројатно од човек. Па сега да видиме, види, во однос на Илон Маск ја имам едно друго мислење, ја мислам дека и тој и Доналд Трамп се своевидни, како да кажам, егоманијаци, огромни суети, и мислам и неминовно е дека во даден момент они ќе се направат пепел. Мислиш дека таму конфликт е неминовен, да. Значи, Тоа јас го размислувам дека во еден момент ќе дојде до таму не може да цутат ружи, да се разбереме, во даден момент мора да пукне тиквата, затоа што на крајот од денот веќе нема да биде тоа ни за пари, туку ќе биде кој повеќе ќе доминира со светското јавно мислење. Па да, со оглед на фактот дека фраерот го купи TikTok, Twitter, и дека најавува дека би можел да го купи TikTok, дека и не знам најавува да може да купи уште не знам што. Имаше една многу смешна ситуација сега скоро, некој канадски политичар му се нафрла на Twitter
на И овој го банира. Не, му вика дружи, ти свесен си дека ова мрежа е моја. Знаеш? Егоманијакот во него навистина тлее, меѓутоа дали ќе се осмели па да се судри со председателот на САД? Веројатно и да, ако размислам вака. Меѓутоа па јас мислам дека во тој случај му спремаат свилен гајтан вака или онака. Ќе биде тоа весело да се следи во секој случај. Сепак Илон Маск не е американец, он е јужноафриканец. Па добро, претпоставам дека ви има американски пасош сега без разлика. Неговата фамилија е продукт на како се вика тоа, на бурското наследство, на пробувањето на црнците од страна на белците, на апартхајдот. На апартхајдот, да. И тоа е тоа, и сега вие неговиот татко е успешен бизнисмен, могул од Јужна Африка. И оној знак, ајде, значи 2 дена гостите во Заспи, ако можеш, се нечкаат околу оној фамозен поздрав на Илон Маск. Кој е твој став? Беше тоа Мусолиниев или не? Ако нешто личи на фашизам, фашизам е. Затворен цитат. Интересно, значи, се нечкаат неколку гости, па не знам, па што знам, па ми личи, па не ми личи. Срцето, ако им го даваш срцето вака ќе им го даваш, знаеш? Па да, нема да го даваш вака срцето. Да. Ме разбираш, ќе им го даваш вак. Иако се вади, на Твитер се вади. Не, види, тоа е генерално римски поздрав, легионарски, од таму доаѓа Аве Цезаре, но суштината е дека, знаеш, вели им го даваш срцето вака им го даваш на луѓе. Не знам. Да. Не сме денес толку романтични. Со отсечен движење не се дава срце. Срце вака не се дава, како да ви обяснам. И се вади на Твитер, не е така, левичарите ми места, тоа. Знаеш како е се? Доколку таков поздрав правеше, не знам, некој за сите кои го знаеме, дали е комичар, дали е продемократски лик, дали е некој со изразити ставови, различни, па ајде ќе полемизиравме. Ние зборуваме за човек кој минатата недела промовираше дека АФД треба да победи во Германија. Да, тоа е германската десничарска партија. Ти дека таму има радикално десна агенда, некој да дојде мене да ми каже нема радикално десна, како нема. Добро, ама сега читајќи последните ставови на оваа лидерката на АФД, ќе видиш прилично спуштање на ќе видиш дека таа партија од почеток до сега сака да ги пакува луѓето и да ги сели од Германија, но Драган, па и Трамп планира исто да го прави. Па добра, тоа не е тоа нормално. Ако нешто личи на фашизам, ако некој личи на глупе, ако некој личи на расипане, но ти велам, не може ти радикално десна агенда промовираш на Твитер, откако Твитер беше преземан од Илон Маск, тоа чудо не личи на себе. Па добро, не личи на себе. Мене, јас према Твитер никогаш не сум гајал некакви особени симпатии. Јас постојано тоа пак повторам, Твитер една затворена група заедница на луѓе кои лудаци си се караат меѓу себе. Истите се меѓу тие се, барем во Македонија, светот можеби изгледа различно. Во Македонија сигурно тоа се две банди што се караат отприлика. Ајде одиме кратка пауза за реклами, по која привршуваме оваа емисија. Ајде. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Значи, еве ми викаат дека сум личил на геј. Значи, ја еден колега што викаше да се биде геј е окей, еј. А овој што се вака да бидам искрен, овој ликов што те гејува? Да. Сум с тоа срамота дедо со бебиња се слика и вакви глупи коментари да пишуе. Греота, брат. Па добро е, се има на света. Да. Мора да не гледа и баграт 10% од популацијата. Само секунда. Римски поздрав е тоа. На Илон Маск, римски поздрав кој го собра, како се вика? Фашистите, па тоа. Трамп денес ходи во Давос, ќе се соочи со светските елити. Сега ќе глуми некаква доминација таму. Ќе видиме што ќе се случи. Пари МК пишува има ли Европа одговор на трговските закани на Трамп, повици за
Па добро, не знам ли виде. единство. Британија и ЕУ речиси унисоно дадоа изјави дека се подготвуваат за трговска војна. Тоа е тоа. Ако немаат каде, што ќе прават? Она што го спомна реципроцитет, ако мора, мора. Но тоа ќе го смени и политичкиот моментум тотално. Не може ти да бидеш во трговска војна, а во исто време да бидеш сојузник политички. Министерот не за оди. транспорт и врски Александар Николовски во интервју за ТВ Алфа најавува оваа година Македонија ќе биде број 1 со економски раст во регионот. Па тоа оди на истиот фонд што го кажа и Мицковскиот Вашингтон. И Мицковски Македонија 2025 ќе биде број 1 во економски раст во регионот. Тоа се должи оптимизам се шири на викаме. добрите економски. Ова се изјавите кои македонската економија, македонскиот бизнис мора да ги слуша, затоа што позитивната атмосфера во бизнисот е една од основните двигатели на позитивен раст на инвестиции и така натаму. Ќе видиме што ќе се случува, но мора да бидеме оптимисти, иако, пак ќе кажам, трговската војна со САД на Европа може да донесе огромни предизвици и за нас, но ете сега ние го имаме тамо Крис Павловски, може би ќе ни помогне. Батото? Па да, тоа се влијателни луѓе околу Трамп. Кажи ми ти на мене, извини, мала дигресија, ти во Лондон слушаш што ќе ти наредат? Не бе, брат. Еден лик вели, не е лесно да студираш во Лондон, мора да слушаш што ќе ти наредат. Тамо во Лондон ти велат, слушай, Злате, кога се вратиш во Македонија на радио, има да збориш вака и Ти сами вака. меѓу себе не можат да се договорат што да размислуваат. Мене ќе ми кажат што да излегува од ЕУ, човече. Значи најголемиот трговски партнер нивни, пази, ти си, они се де факто Европа, поврзани со ВОЗ, со Ла-Манш, со се што, и најголемата трговска размена имаме во Европа, они излегува од Европа, мене ќе ми кажат што да, они сами не знаат што прават. Сега се караат за Хитроу, дали да го зголемувале, дали бил еколошки проблем да се зголеми аеродромот. Да, тоа име темата. Тоа име темата. И тоа е јако. Имат енвајрмелистички групи кои се противат на тоа. Лабористичка партија е поделена, пошто пола се екологисти, пола не се. Многу интересна таа политичката сцена, морам да ти призна, веселко им е секогаш. Па, брат, тоа е доказ како треба да изгледа демократија. Така треба да изгледа демократија. Ние овде во собрание, таму имаш пратеник кој ги представува граѓаните од каде што доаѓа. Да. Лоше системот, генерално мнозинскиот не е баш како кај нас, ама ако ти си пратеник од Ново Лисиче, ти бати идеш во собрание и ги представуваш граѓаните на Ново Лисиче. И нивните интереси. И они ти се пред партијата, затоа што они се тие кои ќе те гласаат нареден пат. Ама да, таа слика е нас многу е тешко да се постигне. И ти одиш таму и ги представуваш нив. И не многу често секој дневи е да не гласаат на линија со партиските ставови. Да. Затоа што ако некоја политика му штети на Ново Лисиче, тебе очите ќе ти ги извадат. Имаш дома да си отидеш. Да. И тој начин на поимање на демократијата кај нив е навистина добар. Ние за жал има партија на зелените, прашуваат дали нема, има партија, има 5 пратеници ако не се лажам во овој момент. Не е нешто мокна, но раст имаше еден претходниот пат. Либерал-демократите се изречито против зголемување. Гледај за Хитроу се занимава дали да се зголемува. Овој нашиот греот е добро го поправија малце таф, нели, кога се реновираше. Околу тоа зелените, знаеш што е интересно? Тие секогаш се тука негде, ама секогаш се на маргините, не може да освојат самите власт, секогаш се пикаат и некако стана некакво изолирано друштво само за себе. Генерално зборам за зелените било каде во светот. Вклучително и за Македонија. Да, што се зелените кај нас? Нешто. Знаеш што е проблемот? Светот не е подготвен за таа агенда која му е неопходна. И тоа е проблемот. Знаеш, Иако вака здраворазумски е. Значи, знаеш како? Светот во моментов се наоѓа во една стадиум на болен од рак. И тој болен од рак оди на онкологија и му викаат треба да почнеш хемотерапија. И он гледа и вика тоа ти е единствениот спас. Немаш друг спас. И треба да почнеш здрава исхрана, да свалиш шекери, кисело, така натаму и да почнеш хемотерапија. И он вика не, ја нема да почнем, ја ќе се лечам со како се вика, марихуана, со
Медицинска марихуана. Со медицинска марихуана, ќе гледам, ќе одам на бајачка, ќе јадам брусници, Чија и киноа. и се е тоа во ред, ама дечко ти мора, друг начин нема. Во таа фаза е светов. Ние и обратно. Дел па вика, не бе каква хемотерапија, ја ќе идам у кафана, ќе пијам, ќе јадам гајле. Како мој матер, да. Drill baby drill е тоа. Знаеш, Аха, интересно, на интересно. Трамп што го најавува, drill baby drill е тоа. Не сваќаме која штета ја правиме на планетата Земја. Не сваќаме дека никогаш на планетата Земја не живееле волку многу луѓе кои продуцирале волку многу отпад, кои продуцирале волку многу загадување. Погледнете пар документарци со отпадот што се случува во светот. Вие мислите дека океаните се буквално преплавени со отпад. вие мислите дека јадете крем бананка и го фрлате тоа у ѓубре и тука завршува вашата одговорност. Да знаеш малце поинаку изгледа сето тоа. Или со фосилни горива, со се, но жал ми е, не можам ни вас да ви објаснам и нема ни да се трудам да ви објаснам, вие си имате зацртано дека не сте штетници и тоа е тоа. А зошто па и би биле вие одговорни кога оние со 700 милиарди кои треба да се најодговорни не чувствуваат одговорност. Оние кои најмногу загадуваат практично. Оние кои имаат најмногу летови, оние кои имаат најголеми компании, кои најмногу согоруваат, кои продуцираат најмногу пластика, се не може вие да сте поодговорни од Apple за светското загадување, знаеш. Така е. И целата таа технологија, гледав се добар документарец има на Netflix. Култура, например, на технологија, телефонот да ти трае што е можно пократко. И ти го фрлаш. Така И е. го А препуне со штетни. знаеш, и ти го фрлаш у канта и мислиш дека твојата одговорност е завршена. Ама и завршена е одговорноста е на оние кои ги прават тие технологии зависни за цело време да имаш потреба да купуваш облеката, прават намерено понеквалитетна облека за ти повеќе, како вика, да и порано ќе купиш кошула колку траеш. Па сега индустријата е насочена за тоа тебе да ти Истрпи продава, пари, да апсолутно. ти продава да купиш што е можно повеќе кошули, но окей, за тоа ќе разговараме во некоја друга прилика. Овде ќе затврдуваме, Да, ќе затвараме дуќанчето. па мислам Дуќанчето. Грчкото МНР му одговори на премиерот Мицкоски за нерешеното македонско прашање. Тука ќе затвараме. Грчкото Министерство за надворешни работи во официјално соопштение утрово го осудува изјавите на македонскиот премиер Христијан Мицкоски дадени во Нью Џерси, Соединените Американски држави, каде тој го опиша македонското прашање како нерешено и постоечко. Да. Атина нагласува дека оваа позиција представува провокација и обид да се размрда прашање кое е дефинитивно и неотповиклено во решено со договорот од Преспа. Видете сега, кога Трамп може од СЗО да излезе, ништо не е дефинитивно и ништо не е неотповикливо. Премиерот на Северна Македонија во своите изјави во Нью Џерси сад избра да зборува за нерешеното и постоечкото македонско прашање. Овој факт е предизвик за Грција, обидувајќи се да го врати на преден план едно прашање што е решено, како што знаеме, дефинитивно и неотповикливо. Стои во соопштението на грчкото МНР. Ова е некоја предострожност грчка. Не е предострожност грчка, туку е една очекувана, според мене, реакција од страна на Грција на ова што лепди кај нас со Бугарија. Знаеш како? Секогаш кога, пошто имаме нерешени прашања со Бугарија, тоа не блокира во ЕУ, грците сакаат да добијат уште нешто. Гледаат дека овие се заглаени, уште се на маса. Тие се трговци, тие Да, сакаат. знаеш, и ти си уште на маса, човече. Ти си уште тука, уште се дебатира за тебе, на запад, на исток, сегде. И он вика, слушај, дај да къснам ја уште малце. Да, се грци, да. И си имаат луѓето, како се вика, една стратегија да не идентитетски, онака, да не урнисаат, која се има и предходно. Е добро да и ние имаме стратегија да се противставиме и тоа е. И тоа е тоа. И
Не треба да се не рекол доживува ништо дефетистички, страшно премиерот Мицкоски, но она што е важно дека нас во овој момент не ни одговара проблем со Грција. Имаме друг проблем кој мора да го решиме и мислам дека можеби треба да премолчиме во оваа фаза. Да се свртиме кон Желјасков. Па, малку да знаеш, онака. Да речеме, добро, важи, ќе правиме муавет. Знаеш как? Океј, уживај, знаеш, да намалиме доживеј, односно, да не продолжиме ние тоа да си го зборуваме, ќе следува од Грција, ќе следуваат други проблеми, ќе следува агресија за користењето на името Македонија внатре од политичари од Македонија кои си го употребува власта, например, на пресконференции, официјално и така натаму, иако пишуваат позади Република Северна Македонија, си кажуваат Македонија нормално, и ја би си кажувал. Сега што да правам, но не можам сега да сум си ја научил и така си ја викам оваа држава, сега нечи договор не ми менува мене ништо, но сметам дека тоа ќе биде сега следниот притисок од страна на Грција, неминовно, затоа што тие сакаат да добијат чекор повеќе, ние сега треба да бидеме вешти да не влегуваме у конфликт. Дечки имаме договор, ете го, на пасошни Северна, и тоа е тоа. Уживајте. Знаеш, у моментов не ни треба кавга, нас не ни треба кавга, ама не ни треба ни да се понижиме себе си. И тука мислам дека тоа може дипломатски да се изведе и мислам дека и премиерот Мицкоски, неговите советници и председателката и нејзиниот шеф на кабинет и како се вика и министерот за надворешни работи, целото МНР, мислам дека има одредена вештина како да го изведе овој, треба да го изведе, но да знаете, очекувајте дека Грција ќе продолжи, нема да биде фатално како претходно со вета, со чуда, со тие работи. Ќе предупредуваат повеќе. Кога сме кај кавгите, сосема за крај, ќе ги спомнеме кавгите? Да, јас имав вчера еден став, велам дека и при добри реакции налети. Мирјана Најчевска го нарече Петар Богоевски глуп како точак и излезе од студиото на Канал 5, пред да излезе од студиото, Мирјана Најчевска рече дека одбива повеќе да дебатира со Петар Богоевски, затоа што, повторувам, бил глуп како точак, глупав како точак. Следејќи ја научната етика, имаме една огромна забелешка за изнесеното имено со ова тврдење, професорката Најчевска имплицира дека точаците се глупови. Сепак, оваа импликација беше изнесена без соодветен научен доказ и референца. Вџашен сум од оваа научна недоследност и овој говор на омраза, затоа што овие благородни и еколошки превозни средства вака неосновано да се навредуваат е непотребно, знаеш. Има. Се слагаш ти за точаци? Па да, немој да ми вреѓаш велосипед. Зашто? Со и без мотор. Сега тоа што си правиле со Петар таму внатре си нивен проблем, двајцата се доктори на науки, возрастни луѓе. Науким. Двајцата се. И Петар е има докторирано на економија. Царно, на економски, да. Образован интелектуалец. Тоа е, брат. Тоа е. Затвора дукјанчето. Го затвораме дукјанчето, дури не попиеме тужби. Утро кога доаѓав наваму, случајно вака се вртам и погледнав еден залижан измет. Да, кој го уништи овој дел од градот во кој се наоѓаме овде.